заедно со заминувањето на јануари, некако целосно стивна и празничната еуфорија, па вака февруарски, ако правите некаква пресметка, да речеме, и си го поставите прашањето дали се што купив околу празниците на вистина ми требаше, каков би бил вашиот одговор? За потрошувачките навики и ефектот на брзата мода, денеска во подкастот Зошто разговараме со модната дизајнерка Ирина Тошева, која по многу основи, односно на многу начини, се бори за концептот одржлива мода. Добре ни дојде Ирина во подкастот Зошто. Добро ве најдов и се надевам ќе го најдеме за тоа. Се надевам и јас. Брзиот живот за некого значи посегнување по брза храна, брзите шопинг одлуки за некого значат посегнување по брза мода. Ајде за почеток да објасниме што е брза, а што е одржлива мода. Брзата мода е онаа мода која се произведува многу брзо и која е пристапна буквално за сечи джеб, но за нешто да биде навистина ефтино, значи дека некој во синџирот на производство страда. Ако сите бидат платени фер, ако сите услови се како што треба, ако тој материјал е природен и каде што се трошени ресурси за негово растење, одгледување, произведување, нормално дека на крај финалната цена ќе биде многу повисока. Тоа е она значи што ги разликува брзата и одржливата мода. Тоа значи дека зад секоја етикета со цена, односно за цената што ја гледаме за секоја парче облека, всушност има и еден скриен трошок. Можеме така да го наречеме? Дека плаќаме всушност поголема цена или дека планетата Земја плаќа исто така да, ние цена. Директно не плаќаме голема цена, затоа што нели ние си го гледаме својот джеб и секогаш сме малку себични, што е нормално. Гледаме да поминаме поевтино, за да може да си купиме повеќе или да ни останат средства за некоја друга активност што ја сакаме, но забораваме дека планетата Земја, тие луѓе кои учествувале во синџирот, значи некој буквално страда. Гледаме и со климатските промени, со се што се случува, долгите сушни лета, па и поплавите на некои места каде што не е класично типично да врне толку дожд, пожарите, значи сето тоа е некој одговор на планетата Земја на сета наша себичност. Модната индустрија всушност важи за едно од најголемите загадувачи со емисиите кои што се произведуваат нели со самото производство на облека. Можеме да дадеме и некој конкретен пример, еве која е вака некоја повпечатлива бројка во однос на самото производство кое што тебе ти ја останува во глава? Па ви спомнала за производството на еден обичен пар фармерки дека се трошат околу 1500 галони на вода, значи тука е памукот, зборуваме за памучни фармерки. Каде што е растењето на памукот, ткаењето, предењето за да се добие нели финалниот производ и боењето, затоа што и самите фармерки поминуваат низ најразлични процеси на боење. Значи само за еден пар ни треба толку голема количина на вода без да ги пресметуваме перењата кои ние ги имаме од како ќе ги купиме фармерките. А никој некаде нема вода за пиење? Па и ние веќе немаме вода, мислам, доаѓаат сушни периоди, значи треба да ги цениме ресурсите кои ги имаме и да бидеме благодарни нели за она што ни се пружа. Печатливо е тоа што од една страна ти си модна дизајнерка, создаваш парчиња кои што нели очекуваш да се продаваат, но од друга страна велиш купувајте помалку. Со тоа мислиш купувајте поретко и поквалитетно или како беше концептот едно ама вредно или како тие две нешта се комбинираат? Да, па и јас значи сум правила непромислени одлуки, сум купувала, привлекувала цената и трендовите, не сум размислувала на сето она што е во позадина. Но последниве години како повеќе учам и истражувам на темата, пробувам да и живам на тој начин, не само да работам на тој начин, дека нели ако веќе проповедаме нешто, треба и ние самите да имаме некој одржлив живот. Многу е важно да одржливоста не значи жртвување на нашите избори, не значи дека еве оваа година нема ништо да купам. Значи, супер ако не купиш ништо, ама не значи жртвување. Ако нешто ти се допаѓа, купи си го, но размисли си. Да го нема она импулсивно купување, тој мал допамин кој во тој момент ни доаѓа, кога ќе си купиме нешто, кога ќе стигнеме дома, кесата ќе ја заџиткаме некаде, едноставно поминал тој излив на среќа и веќе не ни е важно што сме купила. Може би баш еве празнициве кои што ги споменав, кога некако да се носат така брзи одлуки, сите сме во еуфорија што спомена и некој има тука екстра допамин како награда за мозокот. Колку тој момент на попуста ќе го купам, колку таа еуфорија, како човек да се избори со сето тоа? Нели ако го гледа парчето и си вели ова е на попуст, сега треба да го купам.
Па да си размисли дали навистина му треба тоа парче. Значи јас купувам на попуст, да не излезе дека сега сум јас безгрешна. Значи буквално да си размисли дали ми треба, дали имам доволно парчиња со кои што би го комбинирала. Например, јас секогаш сум сакала дизајнирани парчиња облека, имаше еден период кога цело време такви купував, едноставно ништо со ништо не одговараше. И после почнав да си размислувам, чека, затоа што ако купам ова парче, значи дека морам да си купам панталони, например, што ми одговараат со тоа парче. Едноставно тука се отвара нели таа пандорина кутија, се повеќе да ти требаат работи. Значи, чисто да си се запрашаме дали тоа парче во тој момент ни треба и секако, според мене, најважното да го видиме и составот на тоа парче. Затоа што, за жал, последниве години брзата мода за да задржи таа цена со оглед на тоа дека нели цените на се растат, почнува да користи се повеќе полиестер. Читав баш и некои студии дека 52% од материјалите кои се користат во индустријата овој период се буквално полиестер. Што е штетно по повеќе основи и за кожата и за природата. Па тоа се фосилни горива, значи буквално кога да се мачкаме со бензин, со нафта и да си ги носиме на нас. Така, некој сега вака слушајќите можеби ќе си рече па лесно е на неј за да збори, нели може сама да си дизајнира, да си сошија нешто, еве ти кога последен пат имаш купено нешто од продавница? Па, моите потрошувачки навики се многу сменети во однос на минатото. Купувам кога само имам потреба. Бев дел и од еден експеримент каде што требаше да купиме само 5 парчиња во текот на годината. Јас го надминав, купив 7. Ама тоа па и некако ми даде ветер во грб да правам по-добри одлуки, по-рационални и да си го купам она што баш буквално ми треба во моментот. А и да дзирнам во плакарот за некои работи кои ми стојат назад, кои буквално сум си ги заборавила, да си ги извадам, да дојдат напред и да ми бидат буквално како едно ново парче облека и да му се израдувам што сум си го нашла. Некогаш треба да дзирнам и во тугиот плакар, односно има парчиња кои што можеме нели да ги наследиме од генерациите пред нас. Еве во овој контекст фустанов кој што го носам е стар речиси половина век. Вау. Да речеме. Така што колку еве ова една мала победа или колку ваквите мали победи всушност влијаат на големата слика. Можеби некој ќе се рече што ќе направам јас ако го носам фустанот. Па да, но тој материјал сигурно сум дека е многу поквалитетен од материјалите кои ги имаме сега. Дека ако ти, например, купиш сега фустан од брзата мода и сакаш твојата керка по 50 години да го носи, тој не верувам дека ќе издржи, дека ќе биде во добра состојба за да може да го носи. Значи тие стари материјали, стари облеки, облеките од втора рака, облеките кои ги наследуваме од нашите баби, мајки, освен што се ретро еден убав момент и освежување на гардеробата, затоа што нели модата се враќа, модата се врти цело време, многу често се и многу поквалитетни од модата која имаме денес. Ја спомена облеката од втора рака, уште ли ни е срам како општество да влеземе во таква продавница, се мислиме што ќе кажат комшиите? За жал да, правев баш истражување јас на таа тема за целиот регион и некако колку општеството е посиромашно, толку луѓето се повеќе скептични за облеката од втора рака, особено моментот дека има шубе за кој го носел тоа пред нив, заборавајќи буквално на тоа дека и во продавница кога ќе влезат да пробат некој ново парче облека, тоа никогаш не било перено, тој материјал никогаш не бил перен, освен што поминал на пегла во фабрика, а потоа патувал. И како низ бил пола чуван свет, во магазините? да, не знаеме како е чуван во магазините, не се секогаш добро чувани, некогаш и буквално се шутирани во магазин, тоа сум го видела со своји очи. А и некој го пробал тоа пред нас. Ретко кога облекуваме парче кое никој не го пробал пред нас. Ако зборуваме генерацијски, колку еве новата генерација можеби малку поотворена за тој концепт, имаш и примери на размена на облека, можеме да ги споменаме? Па мислам дека младите генерации, благодарение на социјалните мрежи, една добра страна социјалните мрежи е што многу се едуцираат на оваа тема и полека сакаат да излезат од таа униформирано, затоа што со оглед на возраста има еден период кога сите изгледаат исто, значи ќе излеземе надвор и ќе ги видиме сите девојчиња дека се буквално исто облечени како калапчиња. А секогаш има некои кои сакаат да отскокнат од таа маса и тоа може буквално да го направат со гардеробата од втора рака, затоа што тоа е парче што ќе го најдеш и е само едно. Мислам, многу ретко можеш во таква продавница да начекаш две исти работи. Ти колку често купуваш од втора рака? Си купувам често, си кажав дека на секогаш на моите патувања ќе откривам некои нови такви продавнички, дека тоа ќе си го купувам како сувенир. Еви денешната кошула што ја носам, мој сувенир од крв од минатото лето од една секонд хенд продавница. Така што препорачуваш да се дзирнат, значи и во плакарите и во продавниците за облека од втора рака, што повторно не значи дека треба и таму, ако е ефтино, поевтино во продавниците за
втора рака да нели да се купува импулсивно. Значи сите одлуки треба да бидат разумни. Секогаш да се запрашаме дали ни треба, каде би го носеле и секако да го видиме внатрешниот состав на етикетата, каде што го пишува, затоа што исто има и тука еден greenwashing момент, каде што самите брендови на етикетата напред кога е изложено во продавница кај што е цената, пишуваат на пример рециклиран полиестер или некој таков збор, а кога ќе отвориме внатре ќе видиме дека или пишува волна, а всушност дека 12% е волна, другото е се акрил. Значи треба да научиме да ги гледаме внатрешните етикети, дека на крајот на денот ние сме тие што ќе го носиме. И да бидеме свесни дека можеби некогаш е и само некој така брз маркетинг трик, дека гјонот на овие патики е направен од рециклиран. Да, тоа е можеби така, меѓутоа не значи дека тоа треба да биде пресудно, дека вака треба да одлучиме да ги купиме патиките, затоа што Да, треба да истражиме, затоа што многу се игра со зборовите, се игра со процентите, ете како што споменав, 12% е волна, ти го рекламира како волнен џемпер. Спомена дека новите генерации се отворени за новите опции. Колку и младиве дизајнери размислуваат во контекст на одржлива мода, колку тој концепт е. Да, па гледам дека голем дел од младите колеги почнуваат да работат на таа тема, затоа што покрај одржливиот принцип на работа многу е олеснително кога користиш нели отпад, дали е текстилен отпад од фабрики, тоа всушност не е ни отпад, тоа се остатоци. Значи ние не одиме во контейнерите на фабриките и да брцкаме внатре и да вадиме она што има, значи тоа се остатоци во самото кроење, од кое што буквално може да се направи нешто. Исто тие има и млади дизајнери кои користат стари облеки. Значи со тоа се добиваат и уникатни парчиња, затоа што едноставно уште едно такво парче не можеш да добиеш, но исто целата македонска модна сцена на некој начин и работи одржливо од аспект на количините, затоа што нашето општество е такво, економската моќ на народот е мала и ние едноставно не произведуваме големи количини, туку секогаш колекциите ни се мали, лимитирани, произведуваме 1 до 2 колекции годишно, значи не сме како големите брендови, по многу колекции годишно, сезони, меѓусезони. Така да сите на некој начин работиме одржливо. Заради склоп на околности, македонската модна сцена излегува дека всушност не ја загадува толку природата. Да, не ја загадува, значи ги работите кога имаме нарачки, си правиме нели колекции за моден викенд Скопје или за некој начин на презентација, но потоа не правиме количини додека нели не додат нарачките. Сето ова е одржливост, значи не се само материјалите одржливост, туку и начинот на производство и нормално дека сите оние кои учествуваат во синџирот позади се платени како што треба, затоа што нашите тимови се мали. Ако не си ги платиш со работниците, нормално дека нема веќе да се работуваат со тебе. Ги споменавме младите генерации. Интересно е тоа што соработува со младите генерации и во на еден друг начин. Односно, ги учиш како да плетат, шијат, кројат и така натаму. Еве колку млади има на кои што им е интересно да научат да плетат како што знаеле нивните баби. Да, па пробуваме со разните проекти на кои имам чест да ги водам, да ги направиме овие занаати атрактивни за новата генерација, затоа што гледам и на социјалните мрежи дека на големо се враќаат, но треба да ги приспособиме нели на новото време. За жал во стручното образование не се застапени овие занаети, затоа со сите овие проекти пробуваме да ги вклучиме текстилните училишта, да ги научиме на нови вештини, со тоа да им створиме и љубов, а и да бидат нели потоа подобри на пазарот на труд кога ќе ги завршат школувањето. И колку е навистина тоа нешто што ете во очите им се гледа дека го сакаат, дека сакаат да го научат или е некако. Па сега зависи, многу е важна и љубовта од професорите која им ја пренесуваат, затоа што има професори кои се навистина многу посветени и вон програмата одвојуваат време и ресурси да ги научат на овие вештини, па потоа децата едноставно сакаат тоа да го работат. Има и такви кои не посветуваат внимание, значи затоа што ета кажав не е во редовната програма. Но има и некои кои се многу љубопитни, тука ќе го споменам училиштето во Куманово, каде што го извадивме разбојот кој го има од некој стар проект, ама едноставно не го користи, никој не знаеше како да го користи. Ги обучивме и учениците, и професорите, и сега има толку интересна алатка што дури не сакаат ништо друго да учат, туку им е интересно да ткаат. Баш интересно. Зборувавме за брзиот живот, за брзата мода. Ајде сега малку со муабет да отидеме на едно место каде што времето тече бавно. Би рекла, мислам на затворот Идризово. Периодов го посетуваш почесто, што правиш таму?
Па започнав иницијатива со женскиот дел од затворот Идризово, каде што сакаме да направиме една шивачка работилница, да ги активираме жените кои во моментот издржуваат разни видови на казни таму, затоа што за жал нивниот ден не поминува. Мислам дека е многу поголема казна и условите во кои што се наоѓаат и тоа што немаат никакви активности. Имаме голем интерес, околу 25 жени веќе се заинтересирани, почнуваат со активностите на везање за почеток, додека да ја создадеме просторијата која што ќе биде и шивална. Идејата е да се постават темелите на едно социјално предпријатие, значи да се нудат шивачки услуги од аспект на торбички, некои работи за домот, каде што јас ќе помогнам нормално со дизајнот, и со контактите, и да потоа дел од средствата да се реинвестираат во самата работилница, затоа што сега сето она што се прави таму е од донации од граѓани, главно индивидуалци. Многу малку компании ни се јавија да не поддржат и потоа дел од средствата да си одат нели и кај нив, со тоа што кога ќе излезат од затворот покрај вештини ќе си имаат нели и нивни финансии. Зошто го правиш ова? Еве конкретно иницијативата со затворот. Е некоја порака дека треба од заедницата нели да се врати? Па секогаш треба да се трудиме. Сакав да покажам, затоа и не побарав поддршка, ни една странска поддршка, сакав да покажам дека и самата локална заедница може да помогне. Ета и сами индивидуалци кои никаде не ги познавам ми се јавија и ми ги донира и материјалите, машините, па дури и некои ситни парични средства со кои што можеме да ги купиме работите за везењето која веќе започна. И сметам дека секој како граѓанин треба да прави нешто добро за општеството, како што знае и уме, да враќа нели на заедницата и буквално од заедницата за заедницата. Гледаш ли ефектот целата твоја борба до сегашна, еве ова да речеме дека е неодамна почнато, нели приказнава со затворот, но овој другиот дел борбата за одржлива мода, гледаш ли ефект изминатива неколку години, бидејќи си гласна на темата? Мислам дека веќе полека се променуваат работите кај голем дел од граѓаните, нели не можам да зборувам за сите, нити па можам да допрам до сите. Многу ми е драго што од вас медиумите има секогаш голема поддршка и простор за овие теми повеќе и повеќе да се зборува, затоа што само на тој начин нели ќе допреме до повеќе луѓе. А и многу ме радува кога и ќе ми пишат моите клиентки, баш вчера една клиентка ми пиша дека си нашла дизајнерско парче од Тери Муглер од некоја колекција од 80-тите, 90-тите. И дека благодарение на мене кога ме слушала на некој интервјуа почнала буквално да ги гледа овие архивски парчиња и да си ги собира. Значи ета има ефект. Можеби не е ни целата нели нормално земја, но сите овие вакви мали зраци убави се на крајот на денот. Тоа сакав да те прашам, што ти е најголемата награда? Жарот во очите на затвореничката, можеби кога гледа дека едноставно нешто ново и се случува во поинак во тоа што е во затворот, или еве вака кога некој ќе ти каже заради тебе решив да го купам ова едно, ама вредно, што е најголемата награда? Сите коментари се убави, неодамна почнав да си ги зачувувам така за да си направам една архива, затоа што убаво е да си имаш нели како доказ што си работел и сметам дека тоа е многу поголема награда отколку нели наградите и признанијата кои сум ги добивала па и на меѓународно ниво. Дека многу е убаво кога ќе дознаеш дека на некој начин си променил нечии живот и нешто нели си направил добро. Борбата продолжува затоа што се уште има нешто за коригирање. Секако дека продолжува и се надевам дека еве со ова што зборуваме ќе инспирираме некој да направи со оглед на мислам работата која си ја работи. Така, доколку еве некој нурне во плакарот на својата мајка, баба, најде нешто интересно или доколку следниот пат пред да купи нешто подразмисли, можеме да кажеме дека нашиот разговор заедничка победа ќе биде. Дека има зошто го направивме овој наш денешен разговор. Јас ти благодарам многу за гостувањето во подкастот Зошто на Радио Слободна Европа. Благодарам за поканата и убавите прашања. Се надевам дека нашиот разговор на вистина ќе има ефект. Го следевте подкастот Зошто на Радио Слободна Европа со нашата денешна гостинка, модната дизајнерка Ирина Тошева, која се бори за концептот на одржлива мода и менување на потрошувачките навики кон подобро.